Ја очекувам и мислам дека ќе исконтактираме и ќе се видиме со колешката Ивана Крстевска-Јаневска, која ќе разговара со Ана Плетварац. Да видам сега, ја се ги ставам на очилата, Иренче, што зборувавме за диоптријата пред малку. Добро, Ана Плетварац, извиднички активности во пресрет на светскиот ден на извидниците. Интересна тема ова утро и со ова линковско вклучување. Добро утро, Ивана, и ајде да ве слушнеме што е она што ќе ни го пренесете како порака и честито за извидниците, светски ден. Добро утро, Слободанка, и до тебе и до сите гледачи. Ќе им посакам да си имаат убав почеток на оваа работна седмица. Денеска ве поздравуваме од Сојузот на извидништво на Македонија, од каде што ќе позборуваме повеќе за сите активности во текот на целиот овој месец февруари, месец кој што е посветен на извидништвото. Повеќе за нивните активности и за сите крводарителски акции кои што ќе ги имаат низ републикава, кога ќе можат сите граѓани кои што се во можност и се дарители на крв да даруваат крв. Ова утро ќе да знаеме од Ана Плетварец. Ќе ти посакам добро и убаво утро и нека ви е честит овој месец на извидништвото. Благодарам, добро утро до вас и до вашите гледачи. Ана, она што ќе го имате од дел од активностите, нели, во текот на овој месец февруари, се крводарителските акции низ републикава, ќе имате 4 во текот на овој месец февруари, па верувам дека гледачите ги интересира кога и каде ќе бидат, каде ќе можат да даруваат крв. Така, во текот на овој месец во повеќе града имаме крводарителски акции кои што се во организација на локалните одреди. Па така имаме крводарителска акција на 14 најпрво во Прилеп, потоа на 17 во Велес, на 22 февруари тука во Скопје и на 24 февруари во Штип. Ова се веќе закажаните, доколку има некои новости, секако гледачите можат да следат на нашите канали да се информираат. Кој може да дојде и да дарува крв во овие крводарителски акции кои што ги споминавте? Така, овие крводарителски акции, ако ги организираме ние извидниците, сепак се отворени за сите, не се само наменети за извидници, така да секој човек кој се чувствува спремен и здрав и сака да дарува крв, да направи добро дело, може да дојде, да ги контактира локалните извидници, да праша и да најде каде се одржува следната крводарителска акција. Да, ги споминавте градовите, но во кои објекти ќе се држат овде, каде што се наоѓаме ние во Младинскиот центар Матично, ќе биде нели крводарителската акција во Скопје, но во останатите градови каде ќе се одржува? Во Прилеп ќе се одржува првата акција во одделението за трансфузиона медицина при болницата. Во Штип и во Велес се одржуваат во Дом за млади и Дом за култура. И тука во Скопје ќе се одржува тука каде што сме во Матично, да, во Старо Матично. Кои се останатите активности кои што ќе ги имаат извидниците во текот на овој месец кој што е посветен на извидништвото? Значи, месецот февруари секогаш го посветуваме на многобројни активности, затоа што овој месец значи многу за нас, бидејќи тоа е месецот која се родил основачот на извидништвото Роберт Баден Пауел. Тоа е и денот на извидниците 22 февруари. И по повод месецот на извидниците, освен крводарителските акции, организираме секако централен настан, каде што се собираме извидници од цела Македонија и имаме разни активности. Оваа година тој централен настан ќе се одржува во Штип и ќе се одржува на 24 февруари во сабота. Други активности кои што секој локален одред ги спроведува се така наречените акции Направи добро дело, така да секој одред си организира свој тип на акција, дали тоа ќе биде да нахранат бездомни животни, да помогнат на некои луѓе, на некои загрозени групи или пак некоја друга активност за да придонесат за општеството, останува на нив, меѓутоа во сите градови каде што имаме одреди во 17 града ќе се спроведуваат такви акции. Да, навистина интересно и оно што знам дека многумина ќе ги интересира и оно што ќе се случува на 17 февруари во Скопје, односно искачување ноќно на водно.
Така, да. Меѓу традиционалните активности, ноќниот хајк на водно, тој е наменет за постарите извидници, тоест за постарите, за оние кои што навистина се спремни, например, оние кои што имаат повеќе од 16 или 18 години, кои што се чувствуваат спремни, правиме едно искачување на водно и кратко ја осветлуваме планината, за да си го одбележиме символично во наш стил денот на извидниците. Да, Ана, за оваа акција која што спомена пред малку направи добро дело, покрај тоа што нели во овој месец ќе продолжи и во останатите месеци. Така, да. Значи, секако извидниците, еден елемент од извидничкиот метод е вклученост во заедницата, така да секогаш кога прават некоја активност извидниците, гледаат некако да ја помогнат на заедницата, така да овие акции за придонес кон заедницата не застануваат тука, туку се провлекуваат низ целата година. Сега имаме само еден поголем акцент ставено на истите тие. Ана, ти благодарам за двојното време и ви посакувам уште еднаш да ви биде среќен и успешен овој месец февруари, кој што си го одбележувате на секоја година со различни акции. Ви благодарам и вас. Така и ќе ги поканиме нели сите хумани граѓани, но и сите оние кои што се е во можност исто така да даруваат крв со првата крводарителска акција на извидниците која што ќе се одржи во Прилеп, почнувајќи во среда на 14 февруари. Секако ќе имате можност да ги проследите нели и останатите, доколку дополнително нели како што спомена Јана, се приклучат и останатите во останатите градови да се дарува крв. Слободанка, ќе ве поздравиме од овде, доколку немате прашања, продолжуваме со остатокот од содржините кои што ги нуди Добро утро секој утро. Кажам дека од секогаш ми биле интересни извидниците и предизвик. Не сум учествувала во нешто такво, но би посакала да ти кажам искрено и убаво што имаме и ваква крводарителна акција. Голем поздрав уште еднаш до вас. Благодарам за разговорот.